Престојните вонредни парламентарни избори закажани за 15 јули сигурно ќе бидат едни од најнеизвестните и најзначајните за сегашноста и за иднината на земјата, а поради многу ново компонирани карактеристики кои ќе и претходат на предизборната кампања која започнува на 24 јуни. Очекувано коронавирусот дополнително ги доискомплицира состојбите во државата и во општините пооделно, па во такви вонредни околности двата политички блока ќе решаваат равенки со повеќе непознати како да се ќарат поени, не исклучувајќи дека патем ќе се искористува избунетоста на граѓаните. Мошно предвидливо е дека на локално ниво опозицијата ќе истрача со остравувањето од времето додека беше на власт и со нереализираното на актуелната позиција за овој период. Позицијата пак за главниот адути ќе ги има пројавените аномалии на нивните претходници кои се во предлог процес на докажување и таковните крупни проекти за кои предолго се најавува дека ќе се реализираат. Од друга страна, самите кандидати на едниот или другиот политички блок сосема малку се вреднуваат со сопствените сцивија, бидејќи поставеноста диктира партијата да е неприкосновена во однос на поединецот, што го прави второстепено кој ќе се најде на листата. А тоа на некој начин го маргинализира значењето на претеничката функција, од која, кога се ќе се собере и извади, фајда има само тој што ќе седне на столчето во парламентот. Така барем беше до сега. Тоа што остава куп на отворени прашање секако е начинот на кој ќе се спроведе предизборната кампања како и самото гласање, бидејќи ќе мора да се практицираат редица протоколи од превентивен и здравствен аспект, знаејќи ги методите и навиките на политичарите, посебно на поедини локални активисти, кои додека нивните се на власт, уживаат во низа благодети, може да се случи злоупотреба на мерките и препораките по основ на разни уредби да се стават во едностранна функција. Денот на изборите е како еден надпревар за време на кој противниците употребуваат дозволени и недозволени средства. Надлежните во рацете имаат жолти и црвени картони, но на крај сепак останува резултатот. Кој едните ги прави победници, а другите губитници. Значајно прашање е каде се во политичкиот двобој малите партии кои во овие избори влегуваат со нагласен оптимизам дека конечно е дојдено времето да се раскрасти со црно-белиот избор на гласачите, да се исфрлат од игра криминалците во двете неголеми партии, за да дојдат на власт честни политичари, на кој првенствена цел ќе им биде граѓаните и придобивките на државата од секој аспект. Така барем во предизборието настапуваат една интегра македонска конзервативна партија на Лјупчо Ристовски македонски концепт, на Петар Богоевски, Левица и други.